Алармантна останува ситуацијата во комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани, освен што предпријатието плива во долгови моментално и без директор. Веде градоначалникот на општина Кочани, вели дека постапката на претходниот директор, кој си поднесе оставка додека општината беше без градоначалник, е срамна. Сега нема време да се бара директор од надвор и затоа во најкус временски рок ќе се постави директор од внатре, бидејќи тие најдобро ги знаат проблематиките на предпријатието. Ситуацијата во КЈП Водовод е таква каква што е и таму треба енергична реакција, бидејќи директорот според мене некоректно и буквално дезертирал во овие тешки моменти. Јас со него се познавам лично, но ќе му порачам, срам да му е. И поради таа ситуација ние немаме простор и можност да распишеме јавен конкурс, бидејќи истата процедура трае повеќе од 30 дена, за да имаме транспарентни процеси да се јавуваат кандидати. Бидејќи е таква каква што е ситуацијата, ќе тражиме квалитетно и соодветно решение и за самото комунално јавно предпријатие во следните неколку денови, кое што ќе повторам е во страшно лоша финансиска состојба. Но за Водовод да биде во незавидна состојба придонесува и неодговорното работење на останати државни институции. Например, Основно училиште во Кочани 2 години не ја плаќало сметката за вода на комуналното јавно предпријатие Водовод, со што директно се придонесува за лошата состојба. Не е само тоа. Овде ќе ги опфатам и школите. Еве, вие медиумите, слободно можете да поднесете пристап до јавни информации. Јас сабајлето бев во комуналното јавно предпријатие да ги видам долговите од врските. Дали верувате дека постојат школи, конкретно во Кочани има основно училиште кое повеќе од 2 години не плаќа сметки за вода. Тоа е несовесно работење. Значи, имаме ние директори на училишта кои самите придонесуваат во катастрофалното работење на комуналното јавно предпријатие, што е за мене неприфатливо. Овде ги имам бројките. Значи, неприфатливо е посебно школите кои што добиваат блок дотации наменски пари, истите пари да ги трошат за други работи, а не наменски кои што сте били предвидени за плаќање на вода. Замислете, имаме школи кои што повеќе од 2 години, имаме школа која што дури има сметка и од 2022 година неплатено. Комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани има долг околу 3 милиони евра, а најмногу по основ на електрична енергија.